Се враќаме во студиото со нашите гости. Знаете дека во овој дел сега ќе им поделиме прашања да се ги излечат и верувам дека ќе имаме интересни одговори како и секој пат. Ајде да започнеме, Елизабета, од тебе како една дама меѓу нашите гости. Ивица, ви благодарам. Ето, извлечете се, одберете си некое прашање вие, Ивица, сега и потоа и професорот, па доста вие на студентите им давате да влечат прашање. Значи ќе има оценување после. По оценување. Не е така. Не се страшни прашањата, не се секирете. Малце да ви извадиме од комфортна зона на секојдневие. Професоре, спремни ли сте? Спремен сум. Може? Може? Да, прочитате. Кој јади ви е омилено и дали можете да го подготвите? Ете така. Штипјан, што да каже? Прастамалија штипка и нема друго. Дали знам да го направам, мислам дека не знам. Искрено, не сум пробал. Не знам, не дека нешто тешко, ама поедноставно да отидете негде и да го порачате. Така е. Сега кога сме кај штипската парстемалија, убаво што ја споминате, што е она разликата помеѓу велешката? Нашта е класика, ние велиме се е почнато од штип. Така. Мада некој вика дека пастермалија потекнува зборот, што знам, од овчо месо, пастерма и така натаму, меѓутоа ние штипјани сметаме дека таа е штипска, таа е со свинско месо, со свинска маса, со додатоци, црвен пипер и така натаму. Она е класичната. Таа е таа штипската. Така. Таа е сака, мислам ние штипјани таква сакаме. Да. Се наоѓа ли често овака на трпезата како традиционално јадење во штип? Да, често. Да, и често. Па не, нема и ние, кои да одиме во штип, пропатуваме, прво што се нарачува, тоа е не само тој, гледаме и блоговите по Србија, сега вика штипска, нигде не вика велешка, сега не се лутат велешани, ама... Да, се така. Кога си дојдат велешани, ќе си кажат за нивно, да сега збориме за штипска. Да, така. Добро, професоре, ви благодарам многу. Елизабета, дали вие сте ја пробале штипската пастермалија? Да, привкусна. Привкусна, како што вели професорот, јас секогаш кога одам во штип мора да пробам. Привкусна. Да. Ивица, верувам и вие, пошто се соработувате со факултетот, неизбежно да се пробат тие деликатеси. Без пастермалија не поминува соработка. Така. Елизабета, кој е вашето прашање? Кога би имале можност да смените професијата, што би работеле друго? Да. Па ајде, јас ке речам, кога би имала можност, би работела нешто хумано. Јас, ќе кажам дека сум вклучена во неколку хуманитарни организации, најмногу сум горда на една, ќе ја речам, таа е Донирај лек, сподели надеж. Така. Таа е активна на веќе 2 години, каде што во групата има повеќе од 50.000 члена и доктори, лица од медицината. Луѓе обично си помагаат помеѓу себе со совети, со донирање на лекови што не се потребни. Нормално се тоа оди. Како функционирате ги спомнате лековите, како тие се донираат? Па вака тоа е специфична работа е лек. Да, со приложен извештај. Да, значи никако така спонтано само да се дадат апчиња, мора да има приложен извештај, рецепт. Дека тука се вклучени доктори, значи? Да. Ама мило ми е што луѓето да речеме и медицинска опрема, дали станува збор за некоја инвалидска количка, па не му треба повеќе маечки било што. Тогаш што вие носите, вас ја донира, а вие ја меѓусебно луѓето и со совети. Ако на пример јас земам терапијата е во Хрватска, некој човек е таму, па ќе ми ја донесе. И луѓето многу си помага тука. И мене ми е многу драго што јас пријателот Владимир Преспански допринесовме многу за да луѓето на крај пак мораме ние нешто да направиме. Така да си помогнат едни на други. И би рекла дека би одбрала нека професија каде што би се чувствувала на баш хуманото, да. Со некоја хумана активност, добро. Ти благодарам многу. Вица, какво е вашето прашање? Која друштвена игра ви е омилена и сакате да играте? Да. Сега ќе ве напратиме во детство? Па не, у секунда ме навред, зашто за жал друштвени игри од денешно време тешко има, али не јути се човече. Не јути се човече. Да, тоа беше игра што, мислам, не можеше мислам дека 3-4 комплета имав. Со зајче, со црвено, со... Некако тие дружби неизбежно да се играше тоа. Да, игравме дома, игравме надвор, на клупа игравме. И мислам дека допринесуваше онака навистина да се на некој начин
со предизвиците во животот да не подготви, затоа што не секој пат ви се допаѓа поразот кој што ќе го добиете или нешто што може би сте замисливе. Нема да две шестки нема да се падне дискош од кукличка, па се нервираш и тука учиш тактика. И на крај завршуваше све весело. Да, едеки изгубите слиташе пак пошувавме на игра. Така да таа ми остави таа впечаток од друштвена игра како така најинтересно, се останато. Да. Добро, секој си има некоја омилена. Елизабета, ви играте, не му да се човече. Да, играв, а многу се лутав. Да, денешните генерации, мада се уште постои како таква и се... Извини, Вера, што ќе те прекинам, и Монопол играв доста. Често. И тоа ми беше многу интересно. Ама интересно. И долга е. Да, со пари, не. Таа е со пари, со беше со емоции, со лутење, така. Професора, вие се сеќавате ли на човече? Да. А се има и електронска, дигитална верзија. Ама тоа више, да. За вака кога се нема време више да биде дигитална верзија. Добро, да одиме и со фотографиите, да ги погледнеме, од рече да ги замолам од Елизабета. Како дама меѓу Јас ги сакам многу животните, ова е во Београд кај мојата тетка, ова е Чарли, едно сладко кученце, што многу е такво. Ти се знаете како луѓето, мислам дека и се почувствителни од луѓето веќе. Така. Знаат да колку годинки има? Годинка. Ова е со мојата братовчетка и зет во Германија. Ова е драг спомен, мојот роден ден. Да. Баш она драга фотографија. Еве, Владимир Преспански, тука сме... Хуманитарните акции? Да, тука нешто доделуваме, требаше нешто да носиме, да испорачуваме. Ние секогаш сме така. Тука е на диплома како најдобар презентер во директна продажба во Струмица. Меѓу другото е тоа. Во тој сегмент сум добра, да. Еве, тука мојата книга, во книжарница 3 за гледачите, кои што би сакале да си имат оваа книга, може таму да си ја земат и во Сакам книги. И секој ден да се почувствувате со една убава порака. Па нормално. Ова е мојот татко, царство небесно, он беше мојата најголема инспирација. Премногу драга и емотивна слика за мене. Така. Меѓутоа тие вечно живеат со нас секој пат. Секогаш, да. Јас сакам природата. Значи, еве многу луѓе бегаат надвор од Македонија да прошетаат, да видат некои места, а заборава дека ние во нашата земја имаме толку чудесни, толку убави места што не сме свесни дека ги имаме. Так. Затоа што не мрдаат, они мислат дека ако отидат Париз, Рим, Венеција, Шпанија, леле не знам што ќе видат. Нека ја истражат Македонија, нека видат колку ние преовладуваме со какви убавини, да. Јас имам едно хоби интересно, тоа се социјално латино танци, тука сум со екипата од танците. Сметам дека секој треба да има некој хоби, да, се дружиме, танцуваме. Еве со братовчетка ми тука во Дизелдорф. Често одиш во Германија? Па да, често одам. Еве со колегава наша за Германија. Да, со Горан тука сме на мојата промоција. Да, која се одржа пред месец дена скоро. Значи да очекуваме некоја порака и за Германија од твоја книга. Секако, да. Ова спонтано ја ставив. Ета, меѓу другото, во слободно време сакам и да готвам многу. Тоа... Па добро, убаво кога се види дека и се подготвуваат тие домашни колачи, мислам колач за слава, кој што не да се купи, секој че Преферирам, да, домашно. Ова е со мојата мајка. Тука си седиме на едно кафенце на тераса. Знаете што, во една порака... Мајка си е мајка? Еве тука благодарница од Владо за моите хуманитарни акти што ги правам, да, активности. Меѓу другото, кога ја видов мајка ми на сликата, сакав да кажам, има една порака која што имам напишано. Кратка е, ама многу мокна. Сакај го животот како што ја сакаш својата мајка. Сакаме ли некого повеќе во животот? Не? Зато така. Ова е мој роднина, исто писател, така да еве гените се наследени од некаде. Малце и љубовта спрема пишувањето, Тале Војнески. Да. Но острог. Луѓето ја заборавија духовноста. Јас некако, еве, ќе кажам, многу се спријателив со Бог. И сакам духовното да навлезе повеќе во луѓето. Заборавија да верува. Дали во твоите пораки тоа го правиш? Има пораки, ете, една исто ја памтам. Молитвата кон Бог е најдобрата храна, затоа хранете се редовно. Значи,
Не мора да идеме, еве, по манастири во цркви. Доволно е таа духовност Мисловност. малце да ја всадиме во нас. Да не го заборавиме Бога, затоа што се почнува од Него. Тука со мојата мајка. Се срекна ли е мајка? Премногу за одма, книгата, она да на го орданели? Фејсбук да ме стави одма, знаеш, да си спопали среќна. Но кој родител не е среќен на успехот на своето дете, Така. на радоста на своето дете? Нема родител таков. Да, сите се радуваме и ние како родители. Сигурно не гледа сега. Сигурно да. Тука е во археолошкиот музеј. А тука е една спонтана слика од латинотанците. Па добро, убаво, хоби секој си има. Некој Па да, секој има нешто во кој што ужива и бега од реалитет, што се вика. Така да. Така. Мене ми исполнуваат тие хобија. Добро, одиме со господин Нативица да погледнеме ете некои фотографии кои што ќе ги сподели со нас. Да видиме што е нешто издвоено, еве, на терен што се вели. Да, ова се баш студентиве, кои со нашиот главен машински инженер и безбедност при работа, веќе оборов дол. Ошто посета мислам дека се работи. Така, добро, ете така изгледа Ова ова. е новиот коп Боров дол, што е отворен 2021 година, што јас и мојот тим од 19 година почнавме да го градиме, 21 го отворивме, го пуштивме во употреба. Ова се самите почетоци. Така. Ја како што гледам тука дури не е скроз изграден. Значи Да. копот е почнат. Така, така. Долниот дел, значи. Ова е еден сателитски приказ што се Приказ, вели. да. Добро. 28 август, тоа е ден на Пресвета Богородица, Пресвета Богородица и празник на сите македонски рудари. Така е. И тука беше посветуваме главно внимание. Тоа е нивен празник, не е наш да кажем, тоа е нивен празник на рударите. Да. И Па тој убава ден- символика и на убав ден. Убав ден. Таа символика, не знам дали знаете, тоа потекнува од 28 година од Лоја, некаде што штрекуваат рударите. Да. И тој ден е прогласен во СРМ 56 година. Мислам, е прогласен за Ден на рудари. Така. И таа традиција си тече. Овдека исто е делот. Работниот ден. ајде да Работен кажем. дел, да, ова е делот во флотација, мислам, така не догледам баш добро. Да, тука со децава ги носат За да видат да како. видат, значи, што е интересно, ние имаме ментори кои работат со децата од средната школа, тоа се поранешни наши вработени, кои се пензионирани, тоа е вид, значи, дополнителна работа за нив да го предадат нивното знаење Знаење на на децата. помладите, да. Они се пензионирани да ги имаме знаење, сакаме да го Сакаме предадеме, да го имаме дадеме. време да го Имаме предадеме. време. И зошто да не ги ангажираме нив за да знаат со деца, имат време и сакаат да го предадат тоа. Да. Така да тоа е таа симбиоза што направивме доста работен состав на камено канцеларија, тоа Вака изгледа договарањето Ова е секој мирно. ден. Ова е мирно. Ова е мирно. Добре. Значи ова е некој ваше секојдневие? Да, ова е секојдневие како течат работите. Ова е исто така студенти, деца од средната школа. Децата исто од средната школа им објаснувам движи на цената на графикони. бакарот. Да, тоа се движи на цената на бакарот, како се движи, кои се трендови и како се прогнозира. Тоа е нашиот дел. Лабораторија, ръководителка на лабораторија, децата во посета на лабораторија. Тука садиме дрва, заедно со Менен Маутен, тоа е еколошко здружение за садење дрва, така го викам јас. Секоја година, 2 пати годишно садиме. Тука се децата со дампери, вакви камиони имаме, тоест тоа е не е фотомонтажа, толкавени се камионите. Да, тоа сакам да го вандажите, пrenestувам, огромни изгледа. Огромни се, да. Да. Добро, благодарам многу за фотографиите. Да одиме сега и со фотографиите од професорот, да видиме што тој ќе ни сподели. Дојдете. Да, еве, ви го видовте дампера да обучим. Ова што поголем? Овој е 3,5 пати поголем. 300? 360 тона, најголемиот на кат. Нашите 90. Caterpillar. Што го гледа? Вашите се 90 тонски, така ли? 90. 90 тони. Значи, најголемиот буквално од таа компанија, имат и поголеми, еве Белас, онај што е 450 тона, ова е 360, снимката е, мислам, во Тусон, Аризона.
во Тонини пробен коп. Еве, добро е да видат јавноста дека стварно постојат големи машини, дека еве овој кошта преку 4 милиони евра беше тогаш неговата вредност, само еден. Да не кажам. Што реков? 4 пати поголем. 4 пати. Па може и така да кажем, 4 пати по. Ове е од Лас Вегас, најголемиот саем Експо Майнинг. Мислам дека беше 2016 година, чисто е на лопата, па се влегоа таму, правеа некоја, да кажам, представа. Американците колку може луѓе да влезат, оваа лопата е на лодер, значи на товарна машина. Мислам колку 70 луѓе успеа некој да ги сместат, ја не знам како успеа да ги сместат. Има зафатија недоку 30 кубика, што да кажам. Да. Што да кажам? Мислам, добро, тоа е дел на саемските збиднувања такви, значи доста интересно. Пак ќе кажам, вакви некои работи на предавањата, ова е од Малага, од Шпанија. Тоа е, кој да кажам, сега ќе кажам, команден центар, значи менеджмент центар во Малага на Caterpillar, каде што комуницира со машините кои што ги продава во светот и ги инсталира. Тоа е Quarry Days 2015 година, тогаш јас изненадив дека податоци се убираат, ако се согласи компанијата од секоја машина, ги следат во нивната база на податоци, ги анализираат и праќаат назад до менеджментот. Што, каде, што фали, кој дел треба да го сменат, на кој дел треба да обрнат внимание, па дури одат по смени на луѓе. Во таа и таа смена имаш некој си таму дампрейс кој што вози на многу високи обрати машината, па може да ја оштети. Им го му кажува на менеджерот или го научи перманентно на некој симулатор и го мени. За да машините траат подолго. Овде слика, ја бев декан 2 пати, прво бев декан на Машински факултет на Универзитетот Гоце Делчев. Овде е вториот декан кога бев декан на мојот факултет, бивши Уроско-Гилошки, сегашниот факултет за природни технички науки, при доделување на дипломи. Што да кажам, помина овде е мислам 2012 избор. За прв пат тоа е Балкан Мајн, имаше некои таму не велам проблеми, па и влеговме ние без проблем во Турција со македонско знаме, го истактавме, делувавме кон Македонија и така, на тој голем балкански саем за рударство. Овде е во Словенија, подпишавме тогаш кога бев декан, мислам 13 и 12 беше ова во Наравословно-техничка факултета, нивниот Уроско-Гилошки факултет, со деканот Ликар, доделување на награда во Словенија, подпишавме одличен договор. Идејата беше да влеземе во нивната асоциација. Овде е оваа трибина слика од панел дискусијата во Podex Povex во Македонија. Значи, да покажа настапи. Овде ова е многу интересна слика. 2012 мислам дека беше во Белград. Првиот дрон што се користи кај нас, правевме анализа, мислам дека беше во Костолац. Јас тогаш видов за прв пат дрон, значи пред 12-13 години. Не само тоа, имам побитна работа. Имаше на него вештачка интелигенција, ама не ја вика вештачка интелигенција. Тој направи снимка на теренот и таму беше, што знам, багерот во Костолац, овде големиот, огромен роторен багер, имаше и шума. И вели, сега ќе видите на софтверот, ќе добие команда, ќе ви го стране него, ќе ви остране шумата. Ја кажав како ова е можно. Значи 2012 година веќе беа спремни, да не кажам, вештачките интелигенции, само што не беа јавно истакнати. Тоа е стварно чудо. Значи вие да снимате со дрон, имате шума, он ја исече шумата буквално и го даде по рашењата на теренот. Го споредувавме со тотална станица, па немаше големо стапување. Ево овде исто Тихајево, мислам дека беше во Аризона. Ова е најголемиот багер сајлаж во светот, буквално е најголем. Мислам околу 85-90 тони може да подигне или негде во 35 кубика. Значи такви има и во Бучим имаше, 3. Тие се одлични багери, сајлаши, помали, 10-11 кубика, 5900, 2100 така беа типовите, мислам дека 3 стари. Овде е во Словенија, во Марбл Сежана, мислам дека родникот е Липица 1. Тоа е прв, не прв, на Балканот, во Југославија, бившите југославенски држави, коп за подземна експлоатација на камен. Значи, буквално видовте, то се е подземје, видовте тие големи, ја ќе кажам, хали на студенти, отвори. Се надевам дека оваа технологија ќе влези во Македонија, еве експлоатација во Западна Македонија, Прилепско, кај што има... Прилепско, каде што имаме мермен камен. Тоа се нови интересни технологии кои што ние треба да ги следиме и воведуваме. Со цел, пак ќе кажам на компаниите да возможиме повисок профит, а да ги минимизираме и пак тите во животната средина. Експлоатацијата ќе биде подземја, нема да се гледа. Така, дали е тоа патот до одржливото рударство?
Па еден од кога кажеме одржливо родарство, многу пати сум имал дискусии на други панел дискусии, минатиот пат кажав во апсолутна смисла филозофски гледано нема одржливо родарство. Што значи одржливо самиот збор? Тој го кажува на студент, тоа значи тоа ти сега што го експлоатираш да го оставиш за идните генерации. Па ако ти го откупуваш, како ќе го оставиш? Да. Значи да не се лажиме, релативна смисла на зборот може, во апсолутно не може. Така. Значи ти го откупуваш бакарот со таа содржина, толку е. Додека природата го создаде и дај ќе го создаде, еве, земете железната руда во светот. Се уште 60% од потребното железо се добива со директно откупување. Само 40% се рециклира од отпадите. Значи има некои материјали што и не се рециклираат. Наша цел е за одржливо родарство да воведеме технологии кои што ќе можат, освен оние елементи на циркуларна економија, да воведат што е можно поголемо искористување и обновување на сите оние компоненти кои што може да се рециклираат. Или пак да ги заменеме со некои други кои што се рециклираат. Гледате сега тренд, што знам овој автомобил, вели 90% може да се рециклираат сите делови. Значи тоа е можеби најглавното. И второто пак да не ја забравам, ќе рече некој претерува со таа животна средина, меѓутоа мораме да се Неизбежно е, така е. Неизбежно е. Мораме секој елемент да биде ускладен со неа. Да ги минимизираме сите импакти во животната средина. Експлоатацијата на депониите постојни, коповски, технолошки исто треба да се интензивира. Во Македонија е мала, искрено, незначителна. Значи без експлоатација на нив, значи повторно она што било некогаш, ајде да кажам, со содржина испод некоја фрлано како јаловина, у наводници, сега тај содржина е веќе симната на тоа ниво да била експлоатирана. Значи да не кажам и Бучим и било кој друг, некој што експлоатирал со повисока минимална содржина, сега заради условите експлоатира со помала. Сето тоа технологиите го дозволија. Масовни технологии, нови начини на екстракција на метали конкретно. Сето тоа треба сега се имплементира и на овие депонии. Словенците имаат убав израз, велат урбано родарство, урбан мајнинг. Што било урбан мајнинг? Чудно ми беше пред 10 години. Така, тоа сега пред 10 години многу било депониите комунални да ги вие експлоатират. Значи, ако може од комуналните депонии да правите некој си мајнинг, некоја компанија. Ве видовме на доста сајми кои што ги посетувате, бидејќи сте долги години дипломиран инженер во рударството и декан и со оваа проблематика навистина е дел од вашиот живот, ако можам да кажам. Може ли некоја паралела да се направи, како што споменате, пред 10 и на 20 години можеби некои работи делува нели нестварно, а денеска веќе се секојдневие. Со секој саем има ли напредок во однос на кога става збор за рударство, сето технологија што се користи, сето тоа ги користите ли? Зашто служат всушност тие саеми? Што гледате на тие саеми секој пат кога одите? Искрено, ја инсистирам на сите мои студенти, ако можат, а тешко дека можат финансиски да си дозволат, кога ќе станат во едини инженери да одат на саеми да ги гледат најновите достигнувања. Ние сме пак ќе кажам специфична дејност. Ние можеме да ги видиме нашите достигнувања само на саем. Ќе рече некој зошто. Па конгреси има од рударство, меѓутоа тие се мали. Научни списанија од рударство ќе најдете неколку во светот. 3-4. Значи не дека не го интересира инженерот, ама инженер што ќе стане 500 метри под земја и ти ќе му кажеш пишувај труд во научно списание со импакт факторон, ќе те вака погледа лево десно и ќе каже мене и газдата ми интересира профито и ништо повеќе. Зошто саеми? Затоа што ги видат новите технологии. Има многу компании, за разлика еве од Бучим, кои што не ти не дозволуваат да влезеш да видиш новата технологија. Да кажам, не љубоморно ја чуват, меѓутоа тоа е нивната корпоративна политика. Каде ќе видиш новата технологија? Каде? Па единствено на саем. Да. Еве во светот се случуваат големи саеми, што знам, во Кина, во Германија, Минхен, во Лас Вегас, треба да се посетува. Таму има во нашата околина, треба да се посетува да се видат сите нови технологии. Како било некогаш, како е сега. Па токму на овој начин ќе најдете споредба. Сега ќе видите автономни дампери, автономни возила. Ние гледаме на телевизија и мало робот-такси во Пекинг. Па робот-такси, тоест робо-машини веќе во рударството има 7-8 години. Па ние сме понапред ако земеш. Виве во Канада, во Алберта Рудник, во Австралија веќе има цела флота со автономни дампери од 100 тони. Така е. И вица колку сметате дека овие се важни работи за продуктивноста на еден рудник? Па дали се го тоа новиот кој што го отворивте во 2021 Бучим кој што веќе го имаме?
Гледате, ние За добри довести. разгледуваме можности за искористување на нова технологија, поготоа и во делот на преработката на рудата. И има таа можност, додека да ставиме сега дампери без водош, малку ние сепак тоа треба да помине време за тоа да се... Јасно, но зборот ми е важна за продуктивноста. Многу е важна и за продуктивноста и за, како да кажем, одржливоста на одржливост на работното место. Значи, ако порано го замислува рударот дека е со некоја машинка... Така, со оние бушилици. Не, денеска тоа е све копчиња. Така. Значи, копчиња, рачка, каде што управуваат со машините. И затоа, секоја опрема што се набавува, гледаме исто по себе, одиме по себе, ги гледаме да биде што може максимално нова, али не најнова, нова, испробана, можеме да ја користиме. Ние моментално користиме опрема од јапански производител, каде што внатре е баш како Мерцедес, да кажеме, за лесни коли, со хидравличен волан, автоматик, климауред и сензори. Убаво е тоа да се каже, затоа што, како што кажавме, перцепцијата на луѓето се уште има на можеби стереотип на слика за рударите, каде што да речем, оние бушилица, не дека тоа се одвива така, некако со копчиња и модернизирано. Сега исто, модернизирано, све се буши со опрема, со цел пред се заштита при работа. Така е. Елизабета, дали ве за крај може да ни кажете некоја убава мисла за да го заокружиме разговорот како една ваша порака за нашите гледачи? Вака сега. Ај би сакала Добро. Да ја прочитам. Добро. Така, мислам дека би било најубаво да го заокружиме разговорот. Вака. Нема лесен пат кон победата. Колку е потежок патот, толку е посигурна победата. Мислам дека соодветствувано на сето разговор кој што тука заеднички ова утро го имавме. Ви благодарам многу што издвоивте време и ете што позборувавме на оваа тема. Ви посакувам секако успех и да се гледаме за убави работи. Почитувани гледачи, верувам дека уживавте во нашиот разговор и сето она кое што го споделивме со вас.